Драги приятели, отдавна оценяваме дружена вака преко видео, но многу натани се случуваат во светот, нормално тука и Македонија вклучена, кој би сакал да ги пренесам моите анализи и мислења. Многу од вас може би ќе согласат, некои нема, то многу не ме загрижува, но моје да ве како професионален новин аналитичар, значи школован, да ви изнесам моите анализи, а ваше дали ќе прифатите или не, и како некој ќе реагира. Во центарот на фокусот сите гледаме дека е настаните што се случуваат во Израел. Интересна, гледав некни емисија на еден портал српски, кој ги анализираше многу добро настаните. Значи, ова се фингирани настани кои одговарат и на Нетинјаху и на водачот на Хамас. Еми текнува, бидејќи двајцата само преку судири може да останат на власт. Значи, некој натаму може да стане премиер. Но тоа доведе во опасност до самата држава Израел. Факт е дека многу повеќе има загинати деца и жени од страната на палестинците. Они чак и срушија, мислам, Израел, ако не се лажам, и сруши зграда од 12 спрата, која беше новинарска зграда на Ал Џазира и на, како се викаше, медиумската компанија од САД, не ми текно ќе ми просите. Значи, тука не се бират средства, но ово зборува и за голема немоќ на Израел, особено економска, како се знае добро, секој добар аналитичар знае дека Хаифа е дадена под концесија на Кина, значи нивното пристаниште, и таму има кинеска морнарица, така да, и нуклеарни подморници, како што мене ви познато. Но тоа толку цел свет ги осудува, значи самиот Израел призна дека само 25 земји ги поддржале, знае колку има во светот. Самата Русија повика на итен состанок на Советот за безбедност при Обединетите нации. Меѓу 25 земји се наоѓа нормално и Македонија, која секоја сателитска земја, која е кој благодарение на тој Израел ги истекна сите знаења на земјите што ги поддржаа. Нашто мисля дека 19 рекол така на весите. Иначе ја лично не поддржавам никако насилство и војно, особено кога се во прашање деца и жени. Тоа кажа и руско председател кој повика на хитен состанок. Но поврзано со нашата македонската политичка сцена Израел е многу трагикомична работа. Прво на лидерот на ВМРО ДПМН, само да го потсетам дека неговата партија кај што е лидер, или партијата ВМРО ДПМН, кај што ја учествува на основачкото собрање, се вика Демократска партија за македонско национално единство. А самиот нема каде не знае добро етнички, баба му еврека, од тие причини и Мизраки се најде во Централниот комитет. Ја немам ништо нити против евреите, нити против било кого, албанци, власи, било кого, нити религија. Но ако се за нешто декларираш, треба да бидеш тоа. Интересна работа која ВМРО ДПМН во прашање, за 30 години постојање уште немаат етнички македонец лидер. Знаеме груевски дека Чизлов, егејски Лав, мислам, татарчето е посвоено, Мисковски по потоко Костур, баба му еврејка, веројатно ради тие причини се исраче и го поддржа Израел. Тука не треба ништо се поддржува, особено ако не ги знае случувањата. Но кога поддршката на Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО ДПМН на Израел, он се наде преку еврејското лоби да дојде веројатно на премиерската функција и од тие причини Мизраки земена од Централниот комитет. Тоа са моја анализија, но дали се сочи времето ќе покаже. Значи, од тие причини Мизраки земена од Централниот комитет на ВМРО ДПМН. Кој што рекој, нема ништо против евреите или било кој народ, но не може да разберам во партија која се декларира за партија за македонско национално единство, високи функционери, освен македонци да има.
Јас само може да ги разберам и да имат високо позиционери од било која нација, сакаш албанци, власци, македонци. Што сакаш, бидејќи они се декларираат како граѓанска партија. И од тие причини самиот нивен лидер, исто не е македон, Зоран Заев, он потекло со неговите од Москва, јасно кажа, ми не може да се декларираме како патриотска, ми сме граѓанска партија. И го право е. Таму имат подпредседател албанец. Ја не може да изабере. Тоа е граѓанска партија. Може да сватко го сакаш. Но во што се Иво Наслов кажа дека Заев го идрибла Мицковски, но и го идрибла и мора да се каже и Ахмети. Сега Ахмети не знам колку идрибла или бидејќи они мора да го слушат кажат високо СДСМ и ВМРО. Зошто е? Одма по изјавата или поддршката на лидерот на ОВН-ДП на Христијан Мицковски на Израел, се јави и Османи, кој е албанец и на други, кој го поддржа Израел, што предизвика гневот на муслиманите, албанци, кои се одржа и протести вчера за поддршка на палестинците во Македонија, но не само македонци. А во Франција, например, има голем хаос, големи протести во 30 мислам градови на муслиманите, а Франција, значи, тоа може да донесе пред една граѓанско-верска војна. Знаме дека таму има над 30% муслимани. Тоа од тие причини Германија молчи. Значи, големите земји, ниједна не поддржа ниједна страна. Самиот Владимир Путин, председател на Русија, рече Русија осудува секаде кај што гинат деца и деца, жени и деца, што е во право. И затоа побара хити состанок на Советот за Венеција нации, таму са 5 членки, и у кој Кина, Русија, САД, Франција и Велика Британија. Да се расправа за случај. Втора работа, што тука треба да се напомене, дека ова не е случајно, реков ник не е случајно на српска портал беше, не беше телевизија, забележува една одлична анализа на човек што ги познава израелските односи. Мора да кажа дека 80-90% од тие работи мене ми се познати, бидејќи 80 години основни чатот посебно ако почнам да истражувам по-арапскиот, за да истражуваш по-арапскиот, мораш да имаш добри познавања во прашање на религија. И од тие причини имам ги добро постудиран Стариот Завет, кој инаку мора да се напомене, историја на евреите и Новиот Завет, христијанскиот, инаку исто така треба да се напомене дека евреите не го признаваат Исус Христос. Затоа од тие причини они православието кое е ортодоксно, кое нема секти, не го многу почитуваат, не го почитуваат католиците, бидејќи таму се сектите, масоните создаваат во Америка, например. А се тоа е доста финансирано од еврејското лоби. Па самото доаѓање на Трамп, на власт беше моите анализи зборува дека токму од еврејското лоби во САД финансирано и неговото заминување. Зошто е финансирано доаѓањето и заминувањето? Секи го мислам, што зборуваат моите анализи, не мора да сам ја во право, но времето ќе покаже. Значи, Трамп што направи? Ја задоволи само едната работа на еврејското или израелското лоби, како подобро кажа на еврејското лоби, а тоа е ја пресели американската амбасада од Тел-Авив во Јерусалим, бидејќи во Јерусалим треба да стаса нивниот Месија на Израел и треба да се гради посебно. Например, израелците имаат многу синагоги, а немаат храм. И ние го викаме третиот антикрист, они го викаат Месија што го чекат. Значи, ако се добро проследи Библијата, тоа вика во последната недела Данилова треба да случи. Знаеме дека неделата содржи 7 дена и кој ќе се потолкува тоа, кажува дека 3,5 години треба да се подготвува неговото доаѓање и промовирање и 3,5 години трае неговата власт. Кој крајот на светот, мислам, тоа е затоа се вика последната Данилова седмица или недела, како сакате кажи се. И од тие причини тој храм треба таму да биде изграден. Втора работа Израел
се свесни дека не може да опстанат, они се окружени со арапски земји, дека овај потек што повлече не е само во корист на Израел, да се разбереме, и Хамас, бидејќи лидерот на Хамас исто тежок му опстанок пред избори и на двата лидери, и на Нетањаху и на Хамас им одговара овај конфликт. Затоа треба да е неутрален човек и да чека што ќе се случи, но не обои од двете страни, бидејќи гинат жени и деца невини. Прва работа, еве, например, самиот проект Украина е проект на еврејското лоби. Зошто ќе кажете? Они го со обојната револуција во Украина е доведен Порошенко, кој е евреин Хазар. После него доаѓа во владата комичар Владимир Зеленски, кој е чист евреин, за разлика од овој што е Хазар, и се работи на Украина да се распадне и тука да се создаде во еден мал дел нова еврејска држава, бидејќи Хазарија која е дел од Унгарија, таму не ќе може, таму и Сорос е изгонет, и тоа се обидува да го направат во Украина. И не случајно руските власти кажат дека ќе одат до Днепар, значи ќе го земат и Донбас, се до Днепар, и затоа го земаат Крим. Мислам, тоа е целата приказна, иначе кој ќе земете владата на Украина, значи сем премиерот што е сем председател Владимир Зеленски што е евреј и премиерот се евреј, скоро 70% се евреи. Но исто така, ако ќе земете Октомвриската револуција која викаме, не е тоа е еврејска револуција, бидејќи Ленин, Владимир Ильич Ленин, потекло евреј, па чак има еврејско доста потекло и самиот Сталин, он се донесува со воз, блиндиран воз и изведува револуција. Во самото Политбюро, значи на Октомвриската револуција, 70% се евреи. Тоа се случува и во современа Русија, сега Руската федерација, ама не толку многу. Од тие причини Путин мораше за да има мир во куќата, бидејќи многу олигарси евреи во Русија, да се разбереме. И самиот Путин, кој беше на прослава, не знам што беше прославата во Израел, кажа дека Израел руско говорно подрачје. Зошто кажа дека? Бидејќи најмногу, мислам дека над 4 милиона руски евреи се, благодарение на нив е создадена еврејската држава, значи знаат и Израел, значи знаат и руски. Димитар Медведев, со кој се ротираше, значи за да задржи мислам еврејското лоби и олигарси, он Димитар Медведев го стави премиер, прво беше, после се ротираше на посланската функција, а во моментот кога веќе се зајакна Русија и се со тоа, стана војна сила број 1, го симнал власт, го стави ко заменик на на безбедноста на Руската федерација. Тоа би дошло управо ко втор човек на Русија, но фактички нема никакво властвување, само случај на војна. Од таа гледна точка, на премиерско место го доведе неговиот другар Мицушин, кој направи големи промени, големи закони и се сменија во Русија. Русија во моментот, не би сакал повеќе да ме разберете, не сум руски ориентиран било како, јас сум објективен новинар, аналитичар. Војна сила број 1, многу пати го цитирав американскиот генерал кој кажа пред 5 години. Кажам во момент името не ми текнува, дека Русија во моментот е посилна од САД и цело НАТО заедно. Тоа е благодарение на хиперсонични или надзвучните ракети. Тука Авангард, Каливар, после торпедо, Поседон, Циркон и така насам, да не зборам за нуклеарните сега што имат подморници, така да кој се однесува до поморската сила на сапсин имица носачи, они са неспособни да одговорат, бидејќи секој време може да бидат потонати, или сад може во секој време со руските торпеда со нуклеарен погон кој предизвикуваат бранови од над 100 метра да ја поплави цела сад.
тоа што се однесува до ова. И би сакал исто да напоменам за вакцините. Ја уште еднаш ќе ти кажам. До сега може 20 пати сум кажал. Ја владата и премиер Зоран Заев ни сум ги критикувал, нити ќе ги критикувал зашто не донесува вакцини, зашто е слаба вакцинацијата. Од тие причини што ниедна вакцина не е безбедна. Руската е делумно безбедна, бидејќи е работена на база на вакцината за ебола и се додадени некои компоненти. Другите вакцини, кои што рече и Несторович, помолуват од Србија, се во експериментална фаза. Значи, ние луѓето ослужаме само како експериментални гупчиња и зајчиња. И ме зачудија Пановски денеска, лекаров, кажа Македонија постигнува колективен имунитет, ама за тоа плативме големи жртви. Факт е дека Македонија има повеќе починати од Србија. А Србија има неколку пати повеќе заразени. И вчера, например, имахме 62, мислам дека беа заразени, Србија имаше околу 580. Ако добро разбирате математиката, 62 до 580, тоа е 9 пати. Господо, Србија не е 9 пати поголема од нас, она е 3 пати. И тоа е прашање. А имат над 2 милиона со 2 дози вакцини. Знаете колку смртни случаи вакцините предизвикаа во Србија? Ѓорѓе Балачевиќ. Јас се спомнувам и на Маријановиќ. Познат се Ѓорѓе Маријановиќ, некнешно почина, бидејќи они вакцинира прво возрастни лица. Значи, опитни зајчиња беа. А многу пати кажав дека во било кој буџет на земјата, пензионерскиот фонд и здравствен фонд се најголеми. И зашто почнуваат од возрастни лица, буквално го скртуваат векот. Ја не знам со кој право. Сега почна и на помладите. И за мен тоа нема логика. А они се принудени и само турски експерт кажа до 1 август дека треба да престанат стизе вакцини, бидејќи и сад и останатите земји се најде економски колапс. И погледнете како паѓа, земите од сајтот на здравствената организација, како полека паѓа бројот на заразени. И пресна работа, само Путин игра старата игра. Кога ќе земете сајтот, ако го редовно следите, и земете уназад 4-5 месеци, Русија не покажува помала заразеност од 8 до 11 е малку смешно, значи само копи-пест прават. А ако пак земете миналата парада, што беше сега на 9 мај, осим, ја не сум забелел, некој има една четва само женски официри кои не биле со маска. Пардон, кои биле со маска. Цялата парада, сите учесници, нити Путин, нити било кој носеше маска. Тоа треба да ви каже се. Значи, тука исто пуштев едно видео има од Милко Патич, иначе прва спортски коментатор, изнесува дека е паднала првата судска пресуда, не знам дали во Португалија кажа, има видеото, ќе видите и сами, за за вакцините. Значи, вакцините се штетни и јас сметам дека Вучич ден ќе биде прогласен за личност која направи најголем геноцид врз српскиот народ. Бидејќи во едно интервју, него скоро беше гледав на еден телевизија, и како треба и по 3 пати ќе се вакцинираме. Србија има пари. Човече не е до пари. Вие обичен лек да земете, на обична таблета за глава, колку е корисна во моментот, може да ја пресене главоболката, толку е штетна. А камо ли ти да примиш нешто што не знаеш што содржи, нешто што е во експериментална фаза. Затоа луѓе, памет у главата, време да почне да размислувате со своја глава, да не говорите со жвакано. И ово посебно се однесува и за партиските војници, инаку да не заборавам, сега само предстои голема пресметка, бидејќи се види дека Скопското крило гостои лидерот на СДСМ и премиерот Зоран Заев,
и само може да се очекува дали тој ќе биде со слободно или си нешто друго, времето ќе покаже. Но со само и од избор на Шекеринска, кој беше човек на Бранко Сервенковски, како ќе биде поддршката не се знае, но и без разлика. На сето тоа, ја мислам дека ќе до предвремени избори, но да сум дел од ВМРО, инаку партиска книжка никош не сум имал, а факт дека сум подпишал присакица, не го негирам тоа, ја пратена за Австралија, која ден денеска тој пријател не е предал. Значи, во живот никош не сум последувал партиска книжка, објективно сум зборувал и секојаш во интерес на мојот народ македонски и мојата татковина Македонија. Драги пријатели, ви посакувам во сон, убава вечер и ви советувам буквално и мене да не ме слушате, да си проверите се тоа што ви го кажав, значи време да почнете да размислувате со своја глава. Поздрав, убав сон и убава престана недела.